На 11-тиот ден од изборната кампања за локалните избори, политичките партии, коалициите и независните продолжуваат со представување на своите програми и кандидати пред граѓаните. Денеска се најавени митинзи и директни средби во повеќе општини низ Македонија. ВМРО-ДПМН ќе биде во Зелениково, Илинден, Центар и Кисела Вода, додека СДСМ во Демиркапија, Росоман, Кавадарци и Неготино. Левица исто така ќе се представи пред граѓаните во Росоман и Кавадарци. Прва Скопска во редовната изборна хроника ги следи настапите на кандидатите за градоначалници на Скопје и на скопските и околните општини. Денеска во редовниот дел за предизборно интервју ќе може да го проследите Златко Тренчевски, кандидат на Левица за градоначалник на Газибаба. Многу пати ние зборуваме дека домакинствата биле проблем, ова било проблем, тоа било проблем. Не, индустријските загадувачи се фокусот на кој треба да се фокусираме и меѓу другото сакам завршен коментар да дадам. Ако го решиме јавниот превоз, најголем дел од аерозагадувањето со автомобилите ќе престане. Инаку чувствуваме секаде позитивна многу атмосфера и се појасно станува дека веројатно влегуваме во втор круг. Денес се наоѓаме во самиот центар на Скопје, кај Лимак, за да најавиме проект кој ќе ја промени сообраќајната иднина на нашиот град, а тоа е првата фаза на булеварот Македонија. Овој проект, почитувани, не е само дел од мојата програма, туку е вистински пресврт за централното градско подрачје. Се работи за клучен проект што ќе го растовари целосно метежот во центарот на Скопје. Новиот кружен тек кај Нова Македонија и двата кружни тека кај булеварот Кочо Рацин и улица Железничка, кај што се наоѓаме во моментов, ќе донесат побезбеден проток и паметни сообраќајни решенија според европските стандарди. Мојата визија за Скопје е град што создава можности, особено за младите. Затоа, како градоначалник, имам јасен план за младински хабови, современи урбани простори каде младите добиваат директен пристап до компании, обуки, ментори и финансиска поддршка за нивните идеи. Младински центри, младински хабови, по примерот на големите светски метрополи. Град Скопје отвара младински хабови што би ги поврзале младите со компаниите што бараат луѓе за работа. Воедно, во нив би се одржувале обуки и тестирање за насочување на младите за правилен избор на средно и високо образование. Во Центар за прв пат воспоставуваме Крав Стрит улица на занечи. Сите занечи, уметници и производители ќе добијат свој простор за развој и промоција на идеи и бизнис, а граѓаните ново каче со уникатни македонски производи. За Центар што го сакаме. Во делот на вклученост на младите во сите сегменти. Некој од проектите Орце ги кажа, максимална поддршка ќе има општината со максимална заемна координација и соработка. Центарот на градот и градот ќе го направиме многу подобро место за живење. Граѓаните на Центар и граѓаните на градот очекуваат и ќе добијат промени. Зборуваме за организиран јавен превоз, зборуваме за многу повеќе паркинг места, смарт паркинг системи, зборуваме за ред и да се тргне хаосот што ни се случува во овој момент. Општина Аеродром конечно ќе добие нова општинска зграда. Нашата општина е единствена општина во Македонија која нема сопствена зграда. Општинската администрација 20 години функционира во субстандардни услови, во објект за кој нашите граѓани плаќаат 120.000 евра годишно. Само во последните 4 години општина Аеродром има потрошено половина милиони евра по основ на кирии. Трагедијата да биде уште поголема, Тимчо Бутунски пред 4 години ја избриша маркицата каде што СДСМ планираше модерен објект за општинска зграда со готов проект за изведба. Нашата цел е многу едноставна, ќе направиме реорганизација на самото јавно комунално предпријатие во рамки на општината. Истите тие средства ќе бидат инвестирани во јавното комунално предпријатие за купување на нова механизација и за вработување на нови луѓе кои што ќе чистат секојдневно во општината. Број 2 приоритет морам да кажам дека е загадувањето во аеродром. Аеродром е една од најзагадените општини во Скопје.
а знаеме дека Скопје се наоѓа на листите најзагадени градови во Европа и во светот. Работиме на инфраструктура за згрижување на децата. Веќе се градат интензивно 2 детски градинки во Трубарево и во Инџиково, а за неколку денови од денес ќе направиме увид во градежните работи за изградба на 3-та детска градинка која се наоѓа спроти Универзитетот ФОН и навистина сум презадоволен што во еден мандат започнавме со изградба на 3 детски градинки, што не се случило во историјата на општина Газибова. Денес го представам третиот столб од мојата програма. Нашата јасна, финансирана и остварлива визија за преродба на старата Скопска чаршија. Чаршијата не е само збир на улици и дуќани. Таа е нашата жива историја, духот на Скопје и срцето на општина Чаир. Наша должност е не само да го сочуваме овој бесценет бисер, туку и да го издигнеме на ниво на врвна европска туристичка атракција, препознатлива во целиот регион. Нашата визија е чаршијата да стане просперитетен центар на културата, туризмот и економијата. И на жените. 80.000 жители во 3,5 километри квадратни. Од нив повеќе од 40% млади под 30 години. На нив мора да им понудиме перспектива. И од тука општината ќе стави приоритет на предприемништвото и на соработката со бизнис партнерите кои што работат во општина Чаир. Прво ќе создадеме економско-социјален совет. Општината, здруженијата на младите, на жените, на граѓанските организации, како и бизнисите, ќе создадат совет кој што најмалку еднаш месечно ќе се состане и ќе ја создаде стратегијата за економскиот развој.